Они кога флегоа на сите ни рекоа кој е по устав и по закон, кој е предавник, ќе го тепаме, а кој е чесен, ќе го ебеме. Видите сега, сите сме тепани. Па не е фер това, не е фер. Убаво ни се заканија, убаво требаше да постапат. Срамо. Некој вагината. Стар лек, 200 години, против хистерија, било масажа на вагината или вагинална масажа. Сите што биле хистерични, ги носеле, викале лекар и он благо им ја масирал вагината и така ги ослободил од стресот. Поточно предизвикувал оргазам и на тој начин ја ослободувал жената од хистерија. Но, порано само жените имале вагини. Ова е ново време, сега и многу мажи имаат вагини. Затоа ти велам, човек, мора подитно да викнеш некој да ти измасира вагината, стануваш хистеричен. Види, јас сум драг Венко несуден лекар. Ја учев средно школо биотехнологија. Игра на судбината беше што не се запишавме на медицина, може ќе бевме колеги. Не дека не ќе в медицина, но некако судбината ме однесе во друг правец. Но сакам да кажам, ние учевме во средно школа, драг Венко, учевме анатомија, цитологија на клетка, учевме за вируси, вирусологија, учевме биотехнологија, учевме биохемија, учевме систематика на растенија, систематика на животни, учевме генетика, биологија, не знам тамо колку учевме. А учевме и латински. Тоа е многу битно, мислам дека 2 години учевме латински. Една феноменална професорка, тотално луда у позитивна смисла, Елена Ќосева, ни предаваше латински. Па затоа вака ќе ти објаснам на латински, од денешен аспект ќе ме разбереш. Кога homo vaginalis станува homo hystericus, мора малку масировас вагинас, ако се разбирам. И тоа ќе те ослободи од хистеријата, од стресот. Ке видиш како е подругаче ќе го гледаш светот, многу подругаче. Мислам, знаеш, ние, например, исто имавме у средна една професорка, више почнем средно. Први час имавме од неа, не кажам по кој предмет, исто беше со медицина поврзан, ептен со медицина беше поврзан предмет. Дали се препознае, да. Устари не знам дали е жива, се надевам дека е жива. Например, први час имавме со неа. Тежок предмет, страшен предмет, си го учел и ти, Венко, на факултет. Али влезали на фрчена, са бајле, знаевме дека вечерта муши и има откажано љубов. А влезе весела. И тогаш дере партал преиспрашува која не расположена, која не добила овој вагинална масажа. Влезели од Сабајле, добро утро, деца, како сте? Онда знаеме дека фино ќе поминеме, ќе предава нова лекција и така натаму. Знаат моите соученици на која професорка се однесуваше. Многу и се познаеше тоа. Таа хистерија, која нема да добиеше вагинална масажа вечерта од сопругот или whatever. Така што ти кажувам, јас, пази, значи, кога кажувам дека игра на судбината било да не запишам медицина, не лажам, не се измотава. Значи, јас знам и други лекови. Осебно ја што ги знам лекови од баба ми, со джвакано лепче, за да ти помине побрзо, знам јас, Винко, и други лекови, сериозни лекови. Например, кога ќе дојдат изборите, овие локални ве сега, знам феноменален лек, тоа е педиатриски амерички рецепт стар 120 години, кој ќе ве фати пролив на локални избори, кој ќе почне да ви тече низ ногавици, бате ќе ви каже што треба да направите. Уствари можам да ви кажам уште од сега. Значи, кога ќе ве фати проливот,
за време на локалните избори, кога ќе ги видите резултатите, кога ќе почне да ви тече по ногавици, треба да знаете, стар педиатриски лек, амерички, од педиатриска асоциација, што се вика патентиран, за да ви престане проливот многу брзо и да немате грчеви и да можете да немате други проблеми. Дури ако е стомачен грип, без разлика ако е нешто овака со само сладолед или лубеница. И двете можете, само сусу, пак да не се претупаните, но ќе ви ги смири цревата само сладолед под број 1, сега да не ти објаснам зошто, од кои причини, и лубеницата нормално, како природен шекер, надокнадувач на вода и така натаму и така натаму. Шо сега да ти кажам? Тебе подитно ти е потребна вагинална масажа. Подитно. Многу хистерија може да ти се одрази, тоа стрес, хормон на стрес. Може да ти се одрази на срце. Не дај Боже некои потешки болести да те навјасат. Многу е зебано тоа кога многу си бе оптеретен, и со Тошковски си многу оптеретен, со ВМРО си претерано оптеретен. Па овој Тошковски не си ја вршил работата, па ВМРО биле, како рековте у сообштение, најнеспособната партија у историја на Македонија. Абе, како да ти кажам, мислам, после она што го видовме од вас 7 години, вие најдовте да зборите кој е најнеспособен. Вака сега, да ти кажам, у вези со оваа твојава хистерија за која ти е потребна итна вагинална масажа на вагината твоја. Венко, знаете колку души, дали знаеш колку души приведовте и колку души одговараат за пожарот во модуларната болница во Тетово, кога изгореа живи 14 луѓе? 15, колку беа? Двајца лекари кои што ние изградиле болницата, нимале врска во тендирите со неа. Ја не ни знам зашто се оптужени конкретно докториве, како можат они да бидат виновни за пожар во модуларна болница која станува пепел за помалку од 2 минути. Како може доктор да сноси само доктор? Не знам, може имаат некоја одговорност таму. Ама да изгори модуларна болница за 2 минути заедно со куп пациенти внатре. Таа одговорност ќе да може да се прошири на многу повеќе личности, така да речам. Венко, ИРЛ искочи со една феноменална истражувачка сторија пред не знам колку време, беше кај што директно ве обвини тебе и овој Кочо за модуларната во Тетово. Директно ве обвини. Па не знам сега обвинителство на наше шо прави по врска со тие обвинени, особено кога беше обелоденето дека биле забошутени доказите дека во старт таа болница се открило вештачењето дека има проблем со електричните инсталации. И замислете, ти беше спомнат во таа сторија истражувачка на ИРЛ, директно, заедно со Кочо. Шо стана со тоа сега не знам, некој дали некојаш ти се јавил да те праша од обвинителство или ова. Шо ми е муабето? Ти најде да збориш пример еве за Тошковски, за ВМРО. Значи, ај објективно да кажем. Ај објективно. Кога порано во историја на Македонија, кога сме самостојна држава, за една трагедија, предизвикана очигледно од човечки фактори, од корупција, од морупција, од милион работи. Кога порано е тргнато со таква агилност на расчистување на случајот, веќе има преку 60 уапсени обвинати, не знам како сакате кажете.
веројатно ќе има уште уапсени, приведени, кои ќе допропеат тие што ќе сакаат некако да се нагодат за помал или казни со обвинителство, па ќе пропеат, па му дадов и новој, па му дадов и новој. Ако више не пропеале, не знаем за нови обвиненија, може би се. Значи 60 луѓе. А ја не мора ништо од ова што кажам да е точно. Овие работи ги потврдија, и мислам ги потврдија ги ги видоа и сите во околина и околните држави. Пишува за агилноста дека најбрз одговор до сега за уврска со такви трагедии македонските власти направиле по повод трагедијата во Кочани, кога жестоко реагирале со апсење со све. Видовте у Србија последното што беше со настрашницата во Нови Сад. Колку им требеше на властите тамо да реагираат? Требеше протести масовни да им се случат и уште им се случуваат. Затоа што од тој момент власта несоодветно реагираше. Во обид да ги заштити сите своји луѓе и доведоа до она што си доведоа. До протести кои што траат и ден денес. Без разлика кој како после влегол стои зад протестите, не навлегол му тоа си е нивна внатрешна политика. Дали има странски фактор мешан, дали не интересира. Значи имате 60 приведени. Имате, прошто го спомнуваш еве Тошковски да кажеме, колку наркодилери се уапсени од тогаш, од кога се новиве на власт. Колку ситуации со еве, последното беше со ова коруптивни, организирано, како беше криминално здружување уврска со овие париве за нега на слаби лица, на болни лица, на изнемоштени лица и така натаму и така натаму. Директорката на антикорупцијска е обвината за, или како се вика тоа, е обвината за корупција. Градоначалник, член на ВМРО, довербат човек од све ова, градоначалник на Кочани е уапсен вториот ден, третиот. Е приведен. И најверојатно сите нив ќе ги чекаат големи затворски казни. Оти после цел овој циркус, така наречен во наводници ќе наречам, мислите дека некој ќе се спаси од затворски казни, дека некому ќе му биде прогледано кроз прсти? Освен или пак се оградувам презумција на невиност со одредени случаи ако не се докажи така натаму и така натаму. Но мислам од она што го знам дека обвинителството многу темелно има сватено оваа задача пред него во врска со трагедијата во Кочани. И можете да спинувате и вие и не знам кој тамо, кој ви се со вас тамо, појма немам левица, мевица, појма немам кој се тамо. Но факт е дека државата, нема да кажам поедина партија што влада или коалиција, државата реагираше и до сега во врска со криминалот, со ова, реагира моје мислење пожестоко од било која влада претходно. Не ќе мога да го зборам во смисла да не си подкасам јазик еден ден, но се надевам дека власта наша ќе биде доследна во овие акции, дека ќе расчисти уште многу нешта во македонското општество кое што 30 и кусур години е метастазирано од тие девијантни, криминални, коруптивни структури кои што се метастазирани буквално во секоја ткиво, во секоја пора на ово општество. И вие само Венко декларативно на почеток дадовте поддршка во расчистување на случајот. Се после тоа до ден денес вие користење на трагедијата во Кочани за незина политизација.
колку да му се нанесе штета колку да се нанесе штета на партијата на власт. Од ваша страна може би тој има логика. Се борите да се кренете од умрени. Ама кој умрено живеел, бе, Венко? Ај, кажи ми еден. За Исус нешто вика на времето Христос, дека кога ја ги мртви ве ги станал од гробоја, ама кај вас Христос и да се појави, кај вас тешко е дека ќе тропне на врата. Пошо вие сте онака, нема вез, нај да не кажам кој работа. Ама кај вас, и ако доаја, кај вас најпоследен ќе дојде, да ве види што правите. А тешко да дојде, познавајќи ве кој сте и што сте, тешко дека ќе дојде кај вас. Но не се. Како да ви кажам, депласирано делувате, комично делувате. Кога се занимавате со, како да ви кажам, со ај што се површни тие трикови, спинови, негови се непотребни. Тој ваш сега пиарот кај вас треба буквално да го затворите. Да не постои. Вие немате зошто да се појавувате со партиски соопштенија медиумски од вашиот центар за информации или за дезинформации, како се вика тоа таму. Немате потреба да ви постои тој центар. Треба да го затворите неизвестно време, едноставно да го немате, да чутите само и да седите на страна. Ама ништо од вас, ни слика, ни то, ништо. Вие грешка правите. Пак сакате у последно време шо попојавни да станувате. Денек се ближат локални избори, ај ке мрднеме со пашкава, сепак ке се бориме па да видиме до кај ке стигнете. До нигде нема да стигнете. Ви го кажуваат тој и анкетите последни што ги праве. Без разлика на се што вие зборите, јеби га, рейтингов на ВМРО-вци расте. Ве потепуваат. Исто и на што се однесува на со лидериве на партије. Колку е твојот, бе, Венко? 3%. На Мицко е 8 пати поголем од тебе. Му е поголем. Мислам, рейтингот. 8 пати. Да не ме сватите погрешно. Не с... Да не ме сватите погрешно. Уствари, што да ме сватите, тоа рекол више дека ово е хомовагиналис за кој што се правамуват. Хомовагиналис кој што станува хомохистерикус. Тука мора вагинална масажа неизбежна. Се е кажано. Со секое ваше излегување на телевизија, вие само себе си дочукуете уште поедена шајка на сандакот. Затоа што, знаете, у наши очи колку сте смешни после вашето 7-годишно катастрофално владење, кој ќе скочите со соопштение Тошковски интерпелација, Тошковски не го бива, татко му на Тошковски не знам што направил порано, како да сега он прво не знаеме дали тоа вистина, нешто татко му, нешто тамо, нешто имал, да? Ама што е битно тоа сега со синов, како е поврзано, што е министер за внатрешни, што си работи честно работата. Како е тоа поврзано? Па ако тргнеме така, бе, нели, Венко, ако ви идејата круша под круша паѓа, па твојава фамилија со бугариве, со бугарские фашисти вака беше во Охрида града, кога дојде да го окупираат. И сега управо сум кога кажувам дека не требаше заради тоа да те стават лидер на партија. Ама ова е малце поинакво. Добро. Не мора да значи, сакам да кажам.
Ако твоите прадедовци се продале на бугарите, не мора и ти да си таков, така? Ако тргаме по таа премиса. И реално е така човек да размислува. Да, постои она крушата под круша паѓа, но не треба така да се гледаат работите, треба да се даде шанса да се види. Мада од тебе уште не слушнавме ништо против бугарите, ниту од вашата партија. За вас се е окей до сега, така? Се оно што го правевте окей, ја слуша вашата подпредседателка кај у емисија кај Иван на Кавга. За неја е супер договорот со Грција, супер со Бугарија, све е супер, уште ви е супер. А од друга страна, тоа е шизофренија. Од друга страна, таа вика, ние заради тоа изгубивме, паднавме на дното, заради тоа ги изгубивме избориве, а од друга страна вика, и супер се договори. Тоа ден денес ја сметам дека е супер договорот овој во Нивица. Каква шизофренија живеете, човече, па вас на сите ви треба пичја масажа, бе, комплетно тама. Пошто ви треба на сите, ке треба ВМРО-вци да ги викнете, они да ви ги замасираат. Малце сум безобразен, простете. Тоа е природа, аеродромска. Така што вашата иднина не е светла. Ич. У темно сте задзидани. И локалните ќе го покажат тоа. Искрено бе, не знам, зошто уште постоите, бе? Абе, зошто постоите уште, море? Зошто постоите? Знаете некој да ми каже од вас тамо? Логично малце да размислите, зошто постоите уште, бе, ало? Кој знае веќе и пичија масажа дали ќе ви помогне? Вагинална, да, простете на Речников. Се гледаме.